Почитувани добро вечер. Вечерва во Став разговарам со Сашо Арсениевски, председател на Сдруженијето Порака наша, и Фросина Симоновска, дефектолог во Порака наша. Добро вечер, ви благодарам што ја прифативте поканата за вечерашно гостување. Ви благодарам на поканата. Порака наша месецов одбележа два значајни датуми. 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост, и 6 декември, роденденот на Порака наша. Господин Арсениевски, кажете ни со какви активности ги одбележавте овие два значајни датума, односно дена? Еве за едно кратко подсетување, значи 3 декември меѓународен ден за лица со посебни потреби, востановен од Организација на Обединените нации од 1992 година. Во светски рамки, значи на овој ден се организираат најразлични настани, пред се одредени дебати, кампањи, одредени настани каде што се разговара за потребите на лицата со попреченост и со основна цел, значи, за едно поголемо разбирање на реалните потреби на овие лица преку организирање на различни средби од страна на општествената заедница со активно учество на лицата со попреченост. Тоа е за 3 декември, 6 декември е пак роден ден на Порака наша. Така да Порака наша организираше најнепосредни средби со учениците од основни и средни училишта. Истите да се запознаат со преку непосредна комуникација, преку разговори со потребите на лицата со попреченост и истите да ги согледаат, значи, потребите на овие лица во смисла да попреченоста не представува разлика, туку можност и сила за напредок на сите полиња и сите аспекти од општествениот живот. Така да преку дружење овие лица се запознаа со животот на нашите корисници во Порака наша, со нивните професионални ангажмани, со уствари професионална рехабилитација што се спроведува и рехабилитација, така да немал број на тие ученици што се дружеа со нашите корисници, можеби една професија ќе биде во областа на социјална заштита. Значи, Порака наша сакаше преку директна комуникација, непосреден пристап, а не преку одржување на одредени трибини, одредени дебати, непосредно, значи, лицата да се, учениците од овие средни основни училишта да се запознаат со реалните потреби на корисниците во нашиот центар. Порака наша има многу пријатели и екипата на Телевизија Плюс, кои секоја година заедно со вас го одбележа 19-тиот роден ден. Сега предлагам во продолжение да ги проследиме изјавите и пораките кои што ги упатија корисниците, но и пријателите на Порака наша по повод одбележувањето на 3 и 6 декември. Среќен роден ден, Порака наша. Дека живи и здрава. 3 декември, ден на лица со попреченост. Јас сум Милан Гергиевски, сакам да работам во фабрика. Ајде почнеме. Центарот за лица со попреченост, Порака наша и нашето основно училиште Браќа Маладимовци се долгогодишно соработници. Денеска е нивниот ден. Ние заедно со учениците од 7 одделение денокме да им го честитаме празникот. Работелниците и сите активности кои да ги работиме заедно, ги работиме се со цел да се подигне јавната свест, да се прекинат тие бариери кои што постојат за лицата со попреченост и да изградиме едно здраво и инклузивно општество. Јас како ученик во средно училиште во Заспане имав прилика да го посетам до центара и всушност од тука и ми се роди желбата да продолжам по тој пат. Значи порак по патот на специјална едукација и рехабилитација и да се занимавам со таа струка и да помагам на верниците. Јас сум Милена Емијаска, ученичка од Средното училиште Наци Пилгиони.
По повод на новогодишните празници и роденденот на Порака наша, ние заедно со корисниците од дневниот центар ќе отвориме новогодишен бал. Јас сум Дена Краљевце и доаѓам од Основното училиште Лацо Буѓони и им медицинска клиника. Типа доаѓаме до Порака наша, затоа сум njihov лидер. Сакам да соработувам со корисниците од дневниот центар, бидејќи правиме креативни садови, работилници и многу други работи кои што се многу интересни луѓе. Јас сум Маја Јаракс од Средното училиште Лацо Буѓони, од медицинска струка. Нашето училиште веќе 15 години работува со Порака наша. Од изјавите на нашите корисници може да се види значи среќа на нивните лица, задоволство на нивните лица од организираните посети и дружењето што беше организирано со учениците од основните и средните училишта, да видат дека стварно разликите не представуваат бариера, туку стварно представуваат една можност и една сила за заедничко делување, така да најважно за корисниците на овој центар е јавноста, односно општествената заедница, да ги разбере нивните потреби, да се запознае со нивните активности во процесот на рехабилитација, да се запознае со работните активности, бидејќи во рамките на Порака наша обстојуваат неколку работилници, кај што нашите корисници вложуваат огромен напор, огромни емоции, огромна мотивација при изработка на тие производи, така да тие производи, еве што можете и тука да ги видите што се изложени, представуваат едно мало чудо, затоа што тие имаат пазарна вредност, меѓутоа не може таа вредност да се мери во пари. Трудот, емоциите вложени во овие производи се, значи, стварно рушење на планини, совладување на огромен број на предизвици, затоа што при изработка на овие производи е потребна и една фина моторика кај овие лица, кај што кај одреден број од нив има и физичка попреченост, така да еве нека ја замолувам и бизнис заедницата и сите добронамерни, значи граѓани, чајот, кафето испиено во овие шолји, значи ќе ви го згреја срцето, така да со купување на ова шолја стварно ќе допринесете не само за ваше лично задоволство, туку и за нивна среќа и уште поактивно ангажирање при изработката на истите. Еве само да се надоврзам и многу е убаво кога некој друг ќе дојде и работата ќе ви пофали. Навистина благодарам на нашите пријатели за вакви прекрасни изјави и воедно изјавите на нашите корисници е всушност наш успех. Да ги видите како даваат изјави и сето тоа да биде на крај дел од една емисија, за нас представува навистина голем успех. Вие како дефектолог во Порака наша сте повеќе од 15 години. Кажавме дека Порака наша постои од 2006 година. Како Порака наша се развиваше низ годините? Порака наша постои од 2006 година и ние кога почнавме, ајде да кажеме некако многу наивно. Имавме едукативна програма по која работевме, меѓутоа акцентот на таа програма беше ставен на згрижување, социјализација, рехабилитација, едукација и се разбира затоа што работевме со возрастни, се уште работиме со возрастни лица со умерена и тешка интелектуална попреченост над 18 години, акцентот беше ставен на развивање на вештини за независно живење. Така почнавме, изработивме индивидуални планови програми за секој корисник, со тоа што можам да кажам дека денешниот успех на Порака наша се должи на добрата основа во 2006 година. Значи, ние уште тогаш постои нели оној медицински модел и социјален модел. Медицинскиот модел ја третира попреченоста, а социјалниот модел способноста на лицето со попреченост, така да направивме процеки, видовме лицата што можат, што не можат, меѓутоа се фокусиравме на нивните способности. И како се развиваше, значи,
програмата, како работевме со нашите корисници, забележавме дека по извесен период самата програма, ајде да кажам, стана не толку предизвикувачка за нив. И тоа за нас како едукатори значеше дека треба нешто да се надгради, треба програмата да се смени, меѓутоа се прашувавме во кој правец тоа треба да оди. И сега ни е многу јасно. Значи, работиме со возрастни лица, правецот е професионална рехабилитација. Денеска, после 19 години, порака наша е смената програмата и фокусот, патот ни е трасиран кон развој на работни вештини кај лица со умерена и тешка интелектуална попреченост и едноставно сме горди на тоа. Горди сме затоа што преку процесот на професионална рехабилитација ќе успееме да направиме промени во општеството. Сите збориме, нели, треба да направиме интеграција на лицата, треба да направиме инклузија, постојат разлики во термини, значи кога ги употребуваме. Почнавме со интеграција, што значеше дека лицето со попреченост ќе го земете и ќе го ставите во средината без да направите промени во средината. Меѓутоа, инклузија како таква значи промена на средината. Преку процесот на професионална рехабилитација ние правиме промена во нашата заедница. Нашите граѓани да ги прифатат лицата такви какви што се, да ги прифатат нивните способности, бидејќи тоа е единствениот пат каде што ние сите заедно можеме да делуваме и да бидеме еднакви, а се бориме сите за еднакви можности. Нивниот центар од 2023 година е лиценциран. Што значеше тоа за вас и вашата програма? Токму така, од 2023 ние се лиценциравме, ја сменивме програмата и увидовме и како и пред самата лиценца дека програмата треба да ја смениме. Сега акцентот ни е ставен на професионална рехабилитација. Имаме еден дел за поддршка на семејствата, тоа е психосоцијална поддршка. Увидовме дека им е потребна за разбивање на различни стереотипи и предрасуди кога се семејствата во прашање и развивање на вештини за независно живење. Токму, како и председателот што рече, овие продукти што можете да ги забележите овде се резултат на развој на работни вештини во текот на 19 години откако постои порака наш. Овие производи се изработени од вредните раце на нашите корисници. Пак ќе речем дека да, не можат самостојно да работат. Постои сомнеш дека некои од нив не можат и никогаш, нели, нешто да ги активираме на пазарот на трудот, меѓутоа наша работа е да се обидуваме. Преку процесот на професионална рехабилитација ние планираме нашите корисници да ги вработиме на пазарот на трудот. И тоа не е да ги вработиме во заштитни работилници, како досега што беше праксата, туку на отворен пазар на труд. Тоа значеше лиценцирањето, тоа значеше за нас слобода да едноставно ја завршиме последната алка во процесот на рехабилитација, а тоа е процесот на вработување. Господин Арсениевски, освен социјалната услуга Центар за рехабилитација и реинтеграција, дали планирате да оформите и нова социјална услуга? Па вака, значи основен акцент на порака наша е ставен на процесот на професионална рехабилитација и реинтеграција, што значи неколку фази во процесот на професионална рехабилитација. Најпрво, значи, нашите вработени вршат проценка на можностите на лицата со попреченост, бидејќи секој лице со попреченост е случај за себе, значи постојат многу индивидуални разлики помеѓу дијагнозите на тие лица. Откако ќе се изврши една процена, значи на способностите на овие лица, на можностите за кои работи би можеле да бидат оспособени, значи следи процес на обука на тие лица, значи по извршената проценка, и тука не завршува, значи обуката покрај стручна обука, значи што офаќа и процена на средината во која би работиле, значи ергономски пристап до работното место, што ќе има возможи на овие лица, значи максимално искористување на нивните капацитети и можности. Понатаму процесот на рехабилитација офаќа и процес на мотивирање, значи како многу значаен аспект од нивната рехабилитација, и тука процесот не завршува. Порака наша би се вклучила
доколку се створат, значи се направат услови на ниво на држава, системски услови и за давање на помош при вработување на овие лица. Тоа е многу важно и понатамошна обука на тие лица и како што рече и Фросина, значи системот или концептот на заштитни друштва да си продолжи да си функционира, меѓутоа да преземат и одредени обврски околу до обука на овој персонал и до усовршување на работните способности, за да можат да имат после овие лица слободен пристап до пазарот на трудот. Така да на крај процесот завршува со контрола, значи нивна контрола како се снаоѓаат во работниот процес и понатамошно нивно стручно унапредување за независно работење, за самостојно работење и дури и наградба, професионална наградба за тие работни места за кои што се обучени. Така да заштитни друштва, значи е окей, остануваат, меѓутоа мора да се овозможи на општеството слободен пристап на трудот на овие лица, во смисла да заштитните друштва не бидат единствен и автоматски избор за вработување на овие лица. Да бидат вклучени други компании и со нормално неопходни стимулации од државата, значи вработување со поддршка. Тие стимулации да бидат системски, тие стимулации да бидат континуирани, за да можат компаниите да бидат заинтересирани за ова категорија на лица, затоа што економскиот пазар на труд има недостиг од вработување, така да имаме огромен потенцијал кај овие лица и не само кај овие лица, и кај нивните родители, значи кои што со ангажирање на државата би биле, значи им била дадена можност и тие како родители на тие лица да конкурираат за во одредени компании за нивно вработување. И интенција би била на порака наша да го стимулира системот на квоти за вработување на овие лица, така да доколку се вработуваат одредени лица во јавна администрација да постои една квота за лица со попреченост, затоа што мислам дека трудот на овие лица не е ништо помалку вреден од останатиот труд на другите конкуренти за вработување. Како планирате да го напредите процесот на професионална рехабилитација? Процесот на професионална рехабилитација веќе некако го напредивме, затоа што имавме еден проект кој го спроведуваше ГИЗ Налас и ЗЕЛС во соработка со општина Куманово преку Оделение за социјална заштита. И проектот беше насочен точно кон развивање на работните вештини, со тоа што можевте и вие да видите кога бевте на посета, во порака наша може да се најдат машини за сублимација на текстил, за сублимација на чаши, алуминиумски шишиња, изработуваме магнети, привезоци. Исто така, значи добивме 3D принтер, преубави имам изработки сега од рацете на нашите корисници и исто така изработуваме најново се восочни свеќи. Тоа е нешто ново што се случува, една нова работилница во центарот, така да процесот веќе полека го унапредуваме и тоа е едната фаза. Другата фаза се однесува на стандардизирани инструменти и тие инструменти ги користевме сега за проценка на општа работна способност, проценка на конкретна работна способност кај нашите корисници, со тоа што изработивме индивидуални планови за секој од нив и проценка на вештини за независно живење. Предност наша е што овие инструменти се стандардизирани и ќе бидат дел од националната методологија за проценка на лица со попреченост. Каков е ставот на родителите кога станува збор за вработување на лица со попреченост? Затоа и реков дека имаме психосоцијална поддршка, тоа се работилници за семејствата, затоа што долги години нивните деца посетувале дневен центар каде што акцентот бил ставен на дневно згрижување, нели? Едукација, социјализација, рехабилитација, тоа е се окей. Меѓутоа веќе збориме за нешто друго. Збориме за развој на работни вештини, со тоа и вработување
што од една страна ги плаши родителите, затоа што некако се сомневаат во способностите на собствените деца. И разбиваме предрасуди, разбиваме стереотипи, можам да кажам дека тука уште имаме работа. Меѓутоа, ги охрабрувам родителите да на некој начин ни веруваат на нас, едукаторите, да веруваат и во собствените деца, во нивните способности и можности. Секој од нив има потенцијал нешто да работи. Сите заедно можеме да успееме. Значи, порака наша, успехот не го должи само, не е само на порака наша. Успехот на порака наша е заеднички. На сите нас. Дали е тоа локалната власт, дали е тоа институции, граѓани, во овој случај, значи, самите родители. Неопходна алка за да ние направиме еден, ајде да кажем, колективен успех и ги видиме лицата со попреченост на работни места. Господин Арсениевски, може ли да посочите барем неколку позитивни примери на вработени лица со попреченост? Па еве како позитивен пример, значи лице корисник на социјалните услуги на порака наша е успешно вработено во приватен сектор, во компанија од областа на месна индустрија. Тоа е месна индустрија Грозановски. Честитки за работодавачот, значи што се осмели за вработување на такво лице, на општо задоволство на работодавачот и на нашето лице кое што многу професионално ги извршува своите работни задачи и имаме повратна информација дека стварно е успешно во својот професионален ангажман, исто така и на општо задоволство на работодавачот. Сега не знам, јас сум родител на дете со посебни потреби, дијагноза церебрална парализа. Не знам колку е соодветно сега тој пример да го кажам како успешен. Редовно си посетуваше од предучилишна настава, основно училиште, средно училиште, прифатен од наставниците, учителката, другарите, заврши факултет, магистрираше, така да е магистар по економски науки, работи во јавен сектор, во здравствен дом Куманово, во областа финансии и сметководство, активно зборува англиски јазик, изработува проекти, помага на колегите на работа, така да нека биде тоа стимул и за другите родители и за јавниот сектор, значи да не се плашат, да ги прифатат лицата со посебни потреби и да ги искористат нивните потенцијали. Така, ово се баш успешни приказни. Се зголемува ли јавната свест за лицата со попреченост или се уште превладуваат предрасуди, дискриминација? Па мислам дека во последно време јавната свест е зголемена. Еве ке спомнам еден конкретен пример, значи законот што е за вработување за лица со попреченост. Предвидени се одредби, значи, за слободен пристап на трудот, како што кажа и претходно Фросина, социјалните заштитни друштва, значи, си ја вршат својата работа, меѓутоа да се стимулират и останатите компании, гледаме интерес, значи, од останатите компании за вработување на овие лица, што едноставно покажува дека постои разбирање, постои зголемена свест не само кај тие компании, туку и кај останати институции за професионално ангажирање на овие лица во сите сфери од општествениот, културниот и економскиот живот. Порака наша од самото отварање имаше еден отворен пристап, значи беше од отворен тип и секој кој сакаше да дојде, да ги види корисниците, да се дружи со нив, да разбере што значи, да бидеш различен, меѓутоа да можеш да дадеш допринос во заедницата. Многу граѓани дојдоа на почетокот. Многу институции, други во градот, значи се наши партнери. Локалната власт имаше и покажа свест со делум на финансиска подршка цели 17 години да поддржи ваква социјална сервисна служба во заедницата. Меѓутоа, огромна благодарност до вас медиумите. Затоа што
неуморно ги следите нашите активности, постојано известувате за она што ние го работиме и има влијание врз општеството. Значи има влијание врз граѓаните, ние тоа директно го чувствуваме, бидејќи порака наша многу ретко кога ќе изговорите, ќе ви каже некој дека не слушнал за неја. Затоа и претходно реков, успехот на порака наша е заеднички, на сите нас, на граѓаните на град Куманово. Ние сме дел од оваа заедница и се трудиме, значи, да покажеме дека да бидеш различен е окей и да, како такви што сме, можеме да го градиме ова општество сите заедно. Каде ја гледате порака наша во иднина, во кој правец ќе се движи? Патот на порака наша веќе е трасиран. Ние ќе продолжиме да изработуваме вакви производи, да развиваме работни вештини. Тоа е веќе нашиот пат. Со тоа што се надеваме дека во иднина ќе станеме регионален центар за професионална рехабилитација. Што значи тоа? Тоа значи дека веќе имаме стандардизирани инструменти и со нив ќе правиме проценки на работни вештини на корисници, меѓутоа не само од нашата општина, туку и во општините во североисточен регион. Сосема на крајот да кажеме каде може граѓаните кои што се заинтересирани за овие уникатни производи изработени од рацете на корисниците на порака наша да ги купат, да ги обезбедат, да ги нарачат каде? Нашата Facebook страна е активна. Таму можете да ги видите сите производи кои што нашите корисници ги изработуваат. Исто така можете да се јавите на нашите достапни телефони, да се информирате повеќе за ова. А сега на 22 на 23 декември од 12 до 16 часот во трговски центар Сума ќе бидат изложени токму овие производи, нашите корисници ќе бидат таму, ние ќе бидеме таму, така да ќе се дружиме со граѓаните и ве повикувам сите заедно да ве дадеме поддршка за она што ние сега моментално го работиме и уживаме во тоа. Ви благодарам уште еднаш на гостувањето, секако дека Телевизија Плюс ќе продолжи да ги следи сите активности на порака наша, секако и на другите организации кои што нели не поканат да ги следиме активностите. Ви благодарам. Ви благодарам. Фала и на вас. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Пријатна вечер.